Парно немаат граѓаните. Ова е трагедија што се прави. Срамота е во 21 век да плаќаме да не добиваме парно грејење. Цела година не одра од земање пари за на крај радиаторите да останат студени. Вакви се реакциите на граѓаните од Скопска автокоманда, кои видно вознемирени реагираат оти не може да си ги загреат домовите. Иако грејната сезона почна, тоа не важи за сите. Пола Скопје утрово се разбуди со студени радиатори. Немаме парно, немаме. Кај одиме, кај ќе одиме? Ние си бевме преку Елем енергетика, ние бевме презадоволни од нивната работа. Имавме 24 сата парно. Сега имаме поскапа цена, а имаме само 12 сата парно. Ова е трагедија. Ова не знам кај ќе одиме. Еве можете да дојдете да проверите, да видите, нема уопште парно. Еве, гледате како сум облечена. Слободно можете да дојдете да видите дека парно немаме. Кога плаќам ја цела година, треба да си, они од датата до дата треба да си имат грејење. А не гледале топло, штедат на тоа. Не треба да штеди. Ја требало да штедам, да речеме, да не плаќам некоја сметка. Алфа направи обиколка во повеќе згради и посети неколку домови, а граѓаните кои се надеваа на топли утре се разбудија во студ. Ладни радиатори кај добар дел од граѓаните од Скопската населба автокоманда. Тие реагира дека иако сметките се навреме па дури и предвреме платени, сепак домовите им остануваат студени. За да се реши проблемот, од СМ снабдување со топлина апелираа до потрошувачите и куќните совети веднаш да ги отстранат дефектите на внатрешните грејни инсталации, потоа да обезбедат довод на струја и непречен пристап на екипите до топлинските станици. Конкретно за кисела вода, вела дека имало дефект, односно губење на вода во дистрибутивната мрежа. Потребно е куќните совети на колективните стамбени објекти да овозможат непречен пристап на екипите на операторот на дистрибутивната мрежа во топлинската станица, да се обезбеди напојувањето на топлинската станица со електрична енергија, платени сметки за струја и да ги отстранат дефектите на внатрешната грејна инсталација во најкус можен рок. Но ова не е одговор на состојбата, оти освен во кисела вода, проблеми има и во автокоманда во Маџари и во аеродром. Граѓаните реагираат оти домовите ги догреваат со клими и греалки, а тоа значи и повисоки сметки на струја во целата Немаштија. И додека граѓаните се во грч дали наскоро ќе добијат нови повисоки сметки за парно, на терен околу мостот Беласица нема никакви активности. Граѓаните барем засега ќе плаќаат парно по стара цена, но сепак според регулаторот, одлуката за корекција ќе се донесе откако ќе се постават топловодните цевки на мостот Беласица. Инаку градско парно користат околу 63.000 домаќинства. Најмногу се приклучени на СМ, додека помалку ја користат топланата Скопје Север. Грејната сезона ќе трае до 15 април.